Гостинка во денешниот подкаст ми е Селимена од Мизантроп, Ружа од Стилист, Сања од Црна дупка, Сонја од Војкованја. Не, гостинка ми е нашата добро позната актерка Анкица Бенинова. И морам уште на самиот почеток да напоменам дека и од неодамна доби награда за епизодна женска на Војдан Чернодренски. Мене ми е посебна чест што ќе разговарам денес со нашата актерка. Јас ја викам наша актерка затоа што сме си некако блиски. Добре дојде, Анкица. Добро ве најдов, многу ми е драго што сум пак тука. И тоа наша, мене ми е посебна чест. Значи, сум си ја постигнала целта да бидам на сите вас, на целата моја струмичка публика и да ме чувствуваат блиску до самите нив. Многу ти фала за најавата. Така, морав да бидам искрена. Така ве доживуваме ние во Струмица. Сите глумци од театарот, што сте во Струмица, си ги доживуваме како наши глумци. Мислам дека ве цениме доволно, онолку колку што заслужуваме, колку што вие заслужувате, Се надавам и тоа ќе се зголемува, и со годините, и со представите. И морам уште нешто да прибележам, ајде да кажам, дека представи имаме се почесто и почесто, на големо задоволство на публиката. Да, има во последно време репертоарот е малце поширок и си играме на, како што кажа, на разни еден ден те гледаме, улоги, да. Еден ден си ни Селимена, друг ден се ни Ружа, па Сања, па Сонја. Анкица како успева да направи еден, како да кажем, толку лесно да се трансферира од Селимена во Ружа наредниот ден или после 2-3 дена? Па не, може и во истиот ден да се случи. Например, Сабајле имам проба сега, работиме нова представа, Сабајле играме еден лик, вечер доаѓам во 6, се подготвувам за сосема некој друг лик, дали за Селимена, дали за Ружа, за било кој друг. Некако не знам, јас го доживувам како да имаме некакви фолдери во нашиот мозок кои што само на клик се уклучуваат. Да, тоа си бара подготовка, нормално повтарање на текст, подготовка ментална на умот, на телото и си бара, но не знам, стварно не знам како да објаснам кај се кријат сите тие, негде во некои фолдери веројатно. Сепак го припишуваме, пак глумеци, тоа им е професија, тоа им е работа, нив им е работа да глумат, но мене многу ме интересира вие како личности како го доживувате тоа и колку е психички пред се напорно тоа да се трансформираш од еден во друг лик и колку вас како приватно како личност ви влијае тоа. Јас мислам дека заради тоа се бавам со оваа професија. Да сакаш да бидеш друг во одреден момент не е баш нормална појава, нели? И мислам дека со претварањето во други ликови, со играњето други ликови како мало дете, мислам дека тоа ме гради во една подобра личност. Со секој лик ние учиме нешто ново. Секој нов лик се почнува од првата буква А, како да не знаеме ништо. Така да секој лик тлее во нас. И ние даваме дел од нашата душа, нашето тело, душа, за да застане тој лик на сцена. Тоа и да бидете така перфектна изведба да има самата Селимена. Да. Тоа го имам и прашање до подоцна, но сега еве ќе те прашам како оди тој процес? Еве, те бираат тебе да бидеш Селимена. Да. Прво кажи ми дали се ги бират глумците по, не знам, надворешен изглед, физички изглед, карактерно или со оглед на искуството кое го имам еден глумец. Како функционира тоа? Има многу работи, веројатно. Режисерите нас не бира, доаѓа на режисер, било кој да е, со одреден текст и кажува, јас сакам ти да го играш овој лик, тој да го игра овој лик. Тој си има во главата веќе. Да, со собствената визија, кој
кој актер би му го доловил тој лик кој што он би ми го дал. И сега со негова разработка на ликот, тоа достигнува до степен во моментот колку што можеме да дадеме ние најмногу од себе си. Сега, например, има некои ликови кои што јас сум ги играла пред 10 години, што од денешен аспект јас сигурно на друг начин би ги изиграла. Али искуството, тоа што го кажа, искуството ти помага за малку полесно занаетчиски да стигнеш до патот на градење на улогата. Не е иста Анкица пред 11 години кога започна и денес. А што се случува прва премиерна изведба? И знаеме, еве, Мизантроп се игра веќе неколку пати. Има публика, има интерес, тоа секој е чест, нели? Дали е иста Анкица во улогата на Селимена првата представа, кога е премиерното издание, и после 10 пат? Не. Не? Мислам, рамката е таа, но секоја представа е различна, затоа и театарот е најубавата магија, заради тоа што се случува сега и во овој момент. Не е на филм да те вратат неколку пати па да достигнеш некаква емоција. Плюс со играњето на представата ние чувствуваме се повеќе и повеќе публиката. Енергијата на публиката. Ви менува тоа каква публика има и каква ќе биде целосно представата? Да. Ама генерално гледате ли вие публиката? Не ја гледаш, не ја чувствуваш. Мислам, може кај нас тука во нашиот театар малце може да се види на првиот ред нешто, тоа е проблем. Не е убаво. Ви прави? Да, прави проблем, но таа е адаптирана сцена, театарска, импровизирана мала сцена, но има представи кои што намерно се направени да публиката е дел од нас. Значи, зависи што играш, зависи која изведба е, зависи колегите како тргнале, зависи ти со каква енергија, но генерално рамките се тие. Мислам, јас се трудам да не излезам од рамките. Заради тоа што тоа е градено со режисер, работено со колегите, не е добро. Според мене не е професионално да шокираш колега толку многу со некоја твоја нова измишлјотина. За ликот. Пак си има кодекси на однесување. Да, мислам, јас така сметам. Дека не треба да се прават многу малверзации и сопки. Ви се случило, лутам низ прашањето, но некако така ни тргна муабетот. Има ситуации кога имаш заборавено текст на сцена, па мора да импровизираш и тука колегата... Да. Ми се има случајно, ама не да се збунам, да не знам што следи и да се укочам нормално, дека не. Затоа сум професионалец. Ние сме во ликот и ситуациите се тие во представата и мене може да ми избега збор, реченица, но ќе се смисли ново у секунда, или колегата или колешката ќе ти подаде збор, че некако знаеме да си подпомогнеме во такви ситуации. Например, еве сега во Мизантроп ми се чини на премиера имав проблем, многу ми се сушеше устата. Јас не сум тремаджика да кажеш дека тоа е од трема, него ми фалеше вода. И мене ми се суши устата, на колешката и се суши устата, нешто беше проблем. А улогата ви беше захтевна? Да, захтевна. И тука мора да има некаков стоп. Но очите играат, телото игра. Нели да си ја голтнеш плунката за да можеш да продолжиш да зборуваш. Така да се случува се, за тоа е убавината во театарот. Ми се има случувано да падне дел од сценографија, да ми се искрши маса во сред представа. И да смислуваш ти скроз нови нешта, за да продолжиш понатаму. А при тоа публиката да не осети дека нешто се случи. Па да, тоа сакав да кажам. Јас често ги гледам нели вашите изведби, во ниту еден момент немаме почувствувано дека нешто не штима или некој направил грешка или нешто се случува. Секогаш е перфектно. И затоа сакам да прашам што се случува во бекстејдж, позади, како функционира и како се снаоѓате всушност нели на самата сцена кога еве тама е уште поголем театар. Позади сцена е уште
посилна представа, полна со емоции, со брзање. Некогаш треба таму да погледнеме. Па да, мислам дека таму треба да биде најскапа карта. Нели? Да гледаме. Заради тоа што таму е разрушена магија. Не, па може да се случи да ти пукне костим, може да се случи да не можеш да најдеш некаков реквизит, може да се случи се нешто, може да се случи да се удриш во рефлектор. Може Не дај Боже. Да, се случувале страшни повреди. Пошто позади е мрак, е темно. И ти, генерално, ние знаеме да движиме во темното, ние научено се каде стои. Но постојат исклучување на мозокот кој што не ти прима баш секогаш се и се случуваат и такви. Колку луѓе се позади сцена, еве кога спомнуваме веќе бекстејџот. Например, пак ќе спомнам Мизантроп, ве гледавме 4-5 нели глумци на самата сцена. Но колку луѓе има позади сцената, што никогаш ние не ги гледаме, а без нив не би била представата таква каква што е. Па еве, стрикно за Мизантроп, кога ќе почна представата, нема никој кој што помага во текот на представата, заради тоа што така е направена. Нема помошно технички персонал кој што Затоа помага. немаше вода кој да ти даде. Да. Да, нема кулиси, нема суфити, тие црните завеси се викаат суфити во театар. Нема кај да се зацкрие ниту еден член од техничкиот персонал. Само сестра ми што е испициент, она стои во едно ќоше со реквизитерот и од таму тоа е многу тесен простор во кој што ни подава нешто ако ни треба во текот на представата, заради тоа што двете сали една со друга се отворени, нели? И нема простор каде да подпомогне било кој. Тука сме ние колегите едни со други. Само да си помагаме. А во други представи зависи колкава е представата. Например, петок 13 представа која што е помалце луѓе обслужуваат. Црна дупка ја обслужува цела институција. Дури од другата страна, од таа се игра на голема сцена? Не, на мала. Претежно сите на мала. се играат на мала сцена. Тука подоцна ќе те прашам, но зошто се играат на мала сцена? Тоа ме интересира. Но ајде да продолжиме за тимот. Тоа кажувам, постојат гардеробери, постојат шминкери, техничко персонал кој што помага да се намести сценографија, хигиеничари, има. Јас сметам дека се малце, дека ни требаат уште подпомагачи нам, и не само техничкиот дел, туку и актери. Треба малку повеќе малку да сте актери во моментот за... Сега имавме вработување на млада колешка Васка Ангелова. Тие денови има конкурс за вработување на уште еден актер или актерка, и така да полека почнуваме да ни се зголемува бројот, што и нас на староседелците во театарот ни дават една друга енергија, свежина. Се сме тие, пак сме тие. Види, ние ве сметаме како понова генерација. Да бидам искрена, за тоа што еве ќе го спомнеме твојот татко. Бенинов. Од нивната генерација глумци, нели сега вие ги имате заменето, скоро сите, вие сте наследници. Кажи ми, што имате научено од нив? Сепак. Многу ти е еден дома тие, многу. Но од повозрастните глумци. Што имате научено и што се има променето во однос на театри, работа? Они живееле во едно многу поубаво време за мене. Мислам од тоа што ми го раскажувале. Театарот стварно бил многу попосетуван од колку што е сега. Не постоеле ни социјални мрежи, ни такви медиуми кои што нас ни го окупираат вниманието, него постоел театарот и кино. И луѓето морале да бираат дали морале. Претежно го правеле тоа. Кој сака да се изгради на театар или во кино. И била многу пообразована публиката отколку сега. Обштеството, веројатно, не знам, не сум живеела во тоа време, за жал. Ама правеле уште повеќе представи од нас. А биле многу помалце. Помалце актери и помалце технички персонал. Сега ние сме малце повеќе, но што е што недостасува? Која алка ни недостасува? Убаво кажа. Па подршка поголема од Министерство за култура. Поголеми буџети, подршка кон младите, да се поддржуваат млади режисери, млади режисерки, млади актери, да се вработуваат луѓето.
Тоа е специфична професија која што еве кај нас има недостиг. По другите театри негде има, негде нема. Ако не се лажам, за Мизантроп е струмички режисер? Не, од Бугарија, режисер од Бугарија. Кој беше од тие представи? Има некој режисер од Струмица? Да, има Дејан Ангелов, работевме ние Војкованја, сега во моментот не се игра, не е на репертоар овие месеци. И мене ми беше особена чест заради тоа што со тој режисер јас сонував за како ќе бидам актерка. И доаѓаш во момент кога заедно работиш. Сте стигнале до целта да сте во театар и да се бавиме со таа професија. Така да една таква желба и љубов ми се исполни. Ми се исполни ликот што го играв во неговата представа. Сон ми беше уште на академија да играм Сонја во Војкованја. Не ми се случи. Так. Кажи ми, сакам да прашам околу представите. Спомна дека порано си играле повеќе представи, нели, и кино и представи. И на тој начин можеше да се влијае и на младите и на нас повозрасните за некои општествени проблеми, јас би кажала, нели, единствен начин да се каже гласно и да се посочи тоа преку сатира, преку хумор, но сепак да се погодат тие проблеми кои ги имаме. Колку вие со денешните представи успевате да допрете до публиката? Да. Еве, ќе спомнувам цело време Мизантроп, тие ми се некако 2-3 представи во моментот, нели, последните. Темата е лицемерие, вистината и социјалната маска. Мислам, перфектно представена во представата. Колку успевате да го пренесете тоа на публиката и имате ли фидбек од самата публика дека во право бевте со тоа и ќе се направи некоја корекција на општеството, ајде да кажам, успевате? Па, ние имаме обиди. Ние гласно говориме на сцена за одредени проблеми со кои што се соочува општеството години назад, па можеби векови. И ние гласно говориме на тие теми. И сега публиката е тука да одлучи дали ние сме во право или не, секој индивидуално, нели, дали ќе се запраша или не. Да, но колку се препознава во Мизантроп, нели, ликот кој што не знае да лаже, така беше, нели, кој не знае да лаже. Па секој, јас мислам дека секој, па дури еве и ти кога било која представа, кога ја гледаш, се закачуваш за одреден карактер, за некој лик. И можеш, дали во доброто, во лошото, во било која постапка можеш да се најдеш себе си. Ние луѓето сите имаме се во себе. Имаме се. Само треба да бидеме отворени и да си го исчистиме умот. А Мизантроп е таа тема. Мизантроп е фейк живот денешен. А ние сите живееме моментално лажен живот. Во одредени сегменти, не целосно, нели? Да. Така да за тоа мислам дека е многу важна тема која што ја отвараме ние во театар. Заради тоа што ние живееме за да ставиме слика на Инстаграм, живееме за да седнеме во најскапиот ресторан, живееме за да купиме најскапи алишта, но не ја говориме вистината. Многу ретко, еве јас за себе зборувам, многу ретко се фаќам кога стварно сакам на некого да му ја кажам вистината. Некој треба од мене да заслужи за да бидам толку отворена и искрена за да ја кажам вистината. Станавме едно општество кое што е многу затворено. Посебно за време на короната и после короната се стуткавме сите во себе. Не сме толку добри луѓе, ми се чини. Сега можеби многу брутално звучи ова што го кажувам, но стварно се затвараме во еден многу мал круг. Другарството веќе не е другарство како што било порано. Се сведуваме на 2-3 луѓе. Нема повеќе одење по гости како порано јас кога растев. Нема малска дружба, нема, не знам, мене ми е жал дека стварно денешниве генерации не живеат баш правилно. И мислам дека ако ги вметнеме и ако дојдат да видат како еден човек брутално искрено ја кажува вистината, тоа е, нели, Мизантроп. Так. Брутално искрено колку и да боли. Ја кажува и паѓа тој во бездната. Он е уништен на крај, така? Да, на крај. Он е уништен на крај заради тоа што исклучиво кажува вистина.
таму јас играм лик што е контра, многу далеко од мене. Мислам, сигурно имам нешто што сум го изиграла. Но сепак тоа е одлика на професионален актер. Да, беше многу интересен тој лик. Таа е контраверзен, не рекла контраверзен. Па е. Сега не знам колку е достигнато, ама е. Да, ние од публиката дефинитивно го доживеавме секој лик, онака како што баш треба, ја доловивме таа енергија која вие ни ја давате и се она, барем ние повозрасните успеавме некако да го восприемаме тоа. Мене ми е жал што не гледам се уште многу млади во театар. Или јас имам грешка перцепција? Мислам дека си грешка. Да. Зависи, например, можда на премиера не, а може би најчесто си ти на премиера. Генерално сме полни со млада публика. Дури многу сум горда, имаме помагачи во театарот што се средношколци. Тоа се една 10 деца, можда 15. Кои имаат желба за... Кои што имаат желба и љубов кон театарот и кои што играат во Пепелашка, дел од нив. Дел од нив се бават аматерски со театар, работат еве моментално со Танкица спремаат новогодишна представа. Со Васка работеа Мирандолина, правеа стилист, одат и по фестивали. Значи, сакаат да бидат во театар и потпомагаат константно за што и да е потребно во театарот, децата се тука. Сметате ли дека вие тоа го наметнавме? Веројатно, ќе кажам, вие помладата генерација го имате наметнато тоа дека е убаво да се види дел од театарот и убаво е да се види таму. Па ние некако ќе ги повикаш, но еднаш ќе помирисаш ли вистински магијата, нема излегување од театарот. Тоа е како болест, не знам како да објаснам. Како еве ти што со душа чекам да дојдам да гледам нова представа. Да, нова представа. Ајде кога да дојдам да гледам, се исклучувам и така. Тие сакат да бидат внатре, независно утре дали ќе изберат професија што би била дел од театар или не. Они сега се тука. И стварно, а порано стварно било така. Било полно со млади луѓе театарот. Да, имаше некоја дупка, ајде да кажам. Имаше, кога театарот беше замрен. Немаше многу представи, што од финансиски аспект, што не знам, можеби тимот, нели, генерацијски се менувавте. Сега можам да кажам дека сте супер тим, ве гледаме постојано. Кажи ми, внатре, нели, во самиот тим, тимски, што се случува, како функционирате? Кој е најактивен, кој е најгласен? Еве на пробите, како изгледа една проба? Например, сега спремате Беглака, Васил Илјуски. Да. Прочитав како резиме на Facebook што објавувате дека таа е првата представа која се има одиграно во театарот Антон Данов. Да. И сега после колку години е така повторно. Да. Ти правили посебен притисок тоа? Не, мислам, не сум ни размислувала на таа тема, еве сега ме потсети дека всушност тоа се има случајно. Не, лично јас се трудам секој момент, со секоја проба да го дадам максимумот од тој што го имам во тој момент. Нели? Со колегите имаме многу убава дружба и енергија, ние сме едно семејство. Ние сме повеќе време во театарот колку дома. Така но сепак сите сте различни карактери и како се надополнувате? Кој е тој што ветера, ајде побрзо, кој е тој што сака малку полежерно да се одвива се? Какви карактери има? Па ние ве гледаме на сцена, но ме интересира внатре што се случува. Па не знам, најразлични, енергични, зависи, имаш денови кога стварно не ти е ни до работа. Како и во секоја професија. И што викаш денес нема да глумам? Не смееш тоа да го кажеш. Мора некој да ти даде енергија како буст, малце, за да профункционираш. Се случуваат и проблеми, приватни и се, не ти е тебе до смешка, но сцената е магија. Забораваш се во момент. Така да си потпомагаме, стварно сме многу добра екипа и многу сум среќна по тоа прашање.
стварно немам проблем. Како функционира комуникацијата режисер и глумци? Нели, вие сте сепак... Па тој доаѓа со одреден сопствен концепт што сака да каже. Како Има тоа ли... Да, прашањето ми беше дали се случува вие да се мешате во одлуките на режисерот или дали имате право? Например, бегалка и ќе ти каже ти ќе глумиш тој лик во бегалка. Дали се случило ти да кажеш не сакам, не ми одговара? Како функционира? Кој кого бира и дали имате право на... Па добро, режисерот бира кој ќе игра во представата, да, се случува да се одбие улога. Те се има тебе случајно да одбиеш улога? Не ми се има случајно да напуштам проект, а не да одбием улога. Тоа е различно? Во тек на процес. Поради твое незадоволство? Не можевме да се разбереме во процесот и сватив дека ја стварно не припаѓам таму, подобро и за представата и за мене. Кога јас не можам да се разберам со режисерот, не може да излезе вистината од мене. Јас не му верувам нему, тој не ми верува мене. Не може да направиме добар производ. И затоа јас напуштив проект, но многу ретко се случува тоа. Па затоа ме интересира каква е комуникацијата. Мора да биде беспрекорна комуникација режисер и сите глумци за да биде, нели, ако не се чувствува таа убава енергија помеѓу вас. Секакви режисери има и секакви актери, не се само режисерите, нели, да не се криви. Но има ние се адаптираме и се обидуваме, нели, да се адаптираме, тоа е сам, ние сме одреден број, нели, на актери што играат во представата, но има стварно различни типови, различни карактери кои што и знаат да бидат и безобразни, знаат да бидат агресивни, нештото дека мора да се случи, а некогаш не може да се случи. Во смисла, јас го замислувам ликот така и така, ти не можеш да не можеш да во одреден момент да го достигнеш. Значи, не треба да трчаме да направиме. Значи, процес... Колков е тој процес на започнување, нели? Па 2 месеци, пол 2 месеци, зависи. Некои процеси и повеќе, зависи што се работи. А колку време се учи еден текст? Еве ти дават текст и како Анкица го учи текстот? Оди по дома, шета со листови и учи? Да, и тоа се случува. Мислам, не можеш да кажеш колку точно време нели ни треба, ама тоа е можеби најлесниот дел од нашата работа. Види, јас имав чувство дека тоа е најтешкиот дел да се научи текстот. Не. Ние сме така програмирани веќе, побрзо ни памти, нели, мозокот си го тренираме. И не знам, мене мислам дека тоа не ми е проблем. Се случувало да одреден монолог, некоја реплика не може да ти влезе во глава во тек на пробите. Но доаѓа еден момент кога се исклучуваш и веќе ништо не забораваш. Како се вклучува тоа и да имате концентрација и енергија за време на тие долги прво долги проби? Да. Кога разговаравме, нели, кога се договаравме за подкастот, ми кажа, Мери, имам проба са Бајле, не знам, ќе ме најде 1-2 сатот и вечер повторно имаме проба. Да. Како успевате да бидете концентрирани на тие, како ги викаме, штици што живот значат, цел ден? Не знам. Имате некоја тајна... Не знам. Стварно, немам јас некои посебни ритуали. Обично загревање на телото, например, кога сме на сцена, загревање на телото, загревање на говорен апарат, психички да се стабилизирам, да заборавам што се случува надвор, дали сум пиела кафе или не, да не е важно. Дали некој ти кажал нешто или не. Да, него се затвараш во себе, за после да се отвориш себе си. Тоа е интересно. Тоа е навистина магично. Јас мислам, не може тоа со разговор да се долови. Тоа го знаете вие само, кои сте дел од таа. Сите сме различни. Секој актер има собствен принцип на работа. Јас не знам, например, да објаснам детално како стигам до одреден резултат. Како стана Селимена? Како стануваш Селимена? Не знам. Мислам, тоа е цел процес, тоа е секојдневна работа, тоа е индикација од режисер како да стигнеш до одредена емоција, во која ситуација ти е ставен ликот, со каква тежина влегува ликот од сцена во сцена, нешто се случува и надвор. Значи, влегувам од позади сцена со информација
веќе и кажувам некоја реплика. Значи, измеѓу сцените, нас умот ни работи. Ако од секојаш ме интересирало е како сега одеднаш почнува да плаче. Како? Значи, ти треба да се програмираш дека во, нели, насред представа тука и тука треба да плачеш. Како не баш така? Не знам, самата ситуација во која што е ставен ликот. Ти се внесуваш во ликот, ти го живееш. Да, ти во тој момент да. Ружа, например, или Сања од Црна дупка, во тој момент ти си претворена во Сања и ти го живееш нејзиниот живот. Да. Малку шизофрено звучи, ама така е. Така е, да бидеме искрени, Сега ние се наблюдуваме себе си, не сме тотално исклучени, пошто ќе завршиме на клиника, не дај Боже. Него после некоја тешка представа, Бога. Него стварно сега се случува, во моментот ти ми кажуваш нешто и мене ме боли и јас почнувам да плачам. Да не се претвориш во Сања сега тука. Држи се. Не, има шизофренија. Тој лик ми беше еден од најтешките улоги за играње, заради тоа што во вториот дел од представата буквално играм 2 лика во едно. Сама со себе си зборувам, ги играм 2 лика одеднаш. И тоа е типична шизофренија. И многу ми беше тешко. Напорна. Да стигнам до тој резултат. И после, нели, ја играме представата и добиваш, нели, критики, позитивни и негативни и се. И кога стигна наградата за таа улога, стварно трудот што го дадов до бескрај ми се исплати. Не дека ако немало награда нема да ми се исплати, него ти дава потврда за нештото, за жртвата што си ја дал. Тоа е она ваше достигнување кон кое целите вие актерите, нели? Едно е публиката. Да, енергијата. Аплауз. Но и наградите. Колку ви се битни? Битни се. Не живееме и јас не правам улога специјално за награда. Еве сега таа улога сакам да добиам награда. Тоа не се случува така. Тоа е резултат на вашето долгогодишно работење, претпоставувам. Ти си 11 години, нели, во театар во Струмица. 11 години, како да кажам, оставаш впечаток на тие театарски штици. Колку улоги имаш одиграно до сега, Анкица? Имаш направено една така ретроспектива? Не знам точно, не околу 40, што е многу голема бројка за тој период. Да. Временски. Тоа те прави... Тука негде, не знам, да не те излажам точно, 35-40. Покрај Сања што спомна, има некоја улога која ти била најтешка и знаеш, си била сигурна дали ќе остане до крај таа улога? Лаура од Стаклена менажерија ми беше еден од потешките ликови, заради тоа што станува збор за социјален тип на личност. Со инвалидитет. Таа представа. Да. И јас сум човек, еве сега цело време мрдам на столицата. Јас не знам да седам мирно. А тоа е еден лик со еден друг фокус. И скротена гестикулација и нестабилност на умот и на телото. Така да, тој лик ми беше така меѓу потешките. А омилен лик? Имаш лик за кој после завршување на представа, нели, и неколку премиера и неколку представи си размислуваш, сакам да бидам како овој и овој лик. Ти се случува тоа? Знаеш, како мали знаевме да кажеме, сакам да бидам ова, сакам да бидам, не знам, Сања, сакам Сонја, сакам... Но интересно прашање, ама стварно не сум размислувала на таа тема, заради тоа што... Дали се поистоветувате со нив и би сакале некој од нивните карактеристики да ви останат? Ама тие остануваат. Јас тврдам дека со секој еден лик кој што го играме, како секој една прочитана книга, што остава трак кај читателот, како едно доживеано искуство, така и секој лик кај нас остава. Дали травма, дали позитивен вајб кој што утре би ти помогнал во животот. Те гради како личност. И подобар глумец, претпоставувам. Да, и јас баш со една другарка сме разговарали и она ми вика,
А како ти така знаеш, не знам која тема беше, кога ти тоа го немаш доживеано? Јас викам, не, го имам. Кога? Па бев На сцена. Сања. На сцена. Како е можно? Па така, јас го знам чувството. Затоа претходно те праша, вие ги чувствувате тие работи за да може нели да се игра тоа. Да. Што е поважно? Знам дека нели сите кажуваме да се биде добар глумец треба да си талентиран. Не секој може да биде глумец, но дали е тоа пресудно? Да се има само талент или може да биде и некој што нема многу талент, но со годините, со учењето, со упорноста може да се стане квалитетен добар глумец? Па јас сметам дека ако талентиран човек не работи доволно на себе, може да се изгуби. Да не направи ништо. Ако не работи доволно. На себе си, ако е мрзлив, да речеме, џабе е талент. Како и во секоја друга професија. А помалце талентиран човек со труд и напор може да блесне во одреден момент. Многу е важен талентот сега. Да, ама многу откажување, многу работа, многу љубов и посветеност бара оваа професија, како и секоја друга. Да бидеме искрени, ти го имаш талентот од твојот татко, дефинитивно. И таа енергија, и таа енергичност ја имаш, но не би била Анкица тоа што е денес, доколку не беше посветена на тие театарски штици, нели, овие 11 години. Да, јас имам моменти стварно кога сум исклучена од социјалниот живот. Ни од телефон, ни од кафе, другарки, родни, не. Го немаш времето. Го немаш времето, ти си посветен. Дури и некои улоги ми наметнуваат да станам асоцијална. Да. Како? Еве Лаура, улогата на Лаура мене ми направи таков еден стрес, да речам. Стварно бев јас дома затворена 2 месеци. Требаше да се кјутиш и да... Да. Но не намерно. Не направив јас као сега ќе се изолирам, не. Толку многу ми влијаеше ликот врз мене, што јас почнав да го живеам и измеѓу проби и по дома ликот, на некој начин. И тоа е тоа што ти кажувам, остава траги врз нас. Да. И претпоставуваме и во приватниот живот тоа има влијание. Колку и да сакате да се исклучите нели од една во друга улога, но ви има влијание и во приватниот живот. Да, остануваат. Со партнер. Како? Со партнер, например. Тоа е многу комплицирано. Знае да има неповерење на партнерот да каже чекај сега да не ми глумиш. Не, тоа многу често не само партнер, луѓе така што те знаат и што не те знаат е прашање. Дали сега ти во моментот ми глумиш или не? Знаат дека може. Јас би стигнала во животот ако глумам и приватно. Така, не ти веруваат до крај. Како, не знам, чудни прашања, ама тоа е од недоволна едукација на нашето општество. Не знае што значи актер. Не знае што значи театар до крај зборам. Ама тоа е од образовниот систем. Треба да се учи дека културата е двигател на едно општество. Треба да се оди по изложби, по концерти. Децата да се учат на едни убави манири. Малце повеќе да се прошири таа тема. Да. Овде претпоставувам имаат влијание и медиумите, кои за жал ги немаме се повеќе и повеќе, исчезнуваат. Еве во нашиот регион немаме локална телевизија за жал. Како вие се снаоѓате со начинот да се промовира представа, да каните луѓе да дојдат на представа, па и тие млади да слушнат што значи една театарска представа, што е животот на еден глумец. Да, па немаме ние каде да ги споделиме овие информации ако не си ти. Да тој некој што дошол да ме гледа, не ме познава, сега, например, преку овој подкаст може да го заинтересира да дојде да гледа утре некоја моја улога и да каже чекај малце, таа беше различно од тоа што го зборуваше во подкастот. И ќе свати суштината на актерството. Да. И тоа го нема медиуми. Не знам, јас, Струмица е толку убав град, со разни културни манифестации. Стварно се случува во нашиот град многу настани.
И нема каде ти да се промовираш. И да се обратиш на публиката. И да се обратиш на публиката. Единствено социјалните мрежи. Ама на социјални мрежи, на Инстаграм јас не можам да ставам, не сум инфлуенсерка. Да. Мислам, се повеќе и повеќе, да, тоа се применува и се практикува, меѓутоа вашата професија, мислам дека не го дозволува тоа. Ти не можеш од самите проби да се фотографираш и да се интервјуираш. Се со цел да се привлече повеќе публика, претпоставам, затоа што нема медиуми. Да. И вие сте приморани да бидете и промотори на се тоа. За тоа сме. Како кои се реакциите од публиката после вашето, не знам, премиерно издание? Јас морам да кажам дека бев на Мизантроп беше премиерното издание и некако беше тивко, вие се повлековте, нели, имаше аплаузи на 2-3 пати, беше стварно прекрасно. И беше тивко кога излегувавме, но вие бевте толку бучни внатре во позади и бевте толку срекни дека заврши перфектно, нели, премиерното издание. Вие бевте, се гледаше, слушнавме ние сите дека вие сте бучни, се радувате, сум стварно убаво, не дојде убаво на сите вас. Како реагира публиката после тоа? Излегувате надвор, разговарате со публиката. Кои се најчестите коментари, најчестите прашања, интересни? После премиера, например, сите сме... Тоа е празник за нас. Празник и за публиката и за нас. Заради тоа што ти спремаш 2 месеци една улога. Така. И јас, например, со душа чекам да дојде моментот да ја почувствувам енергијата од публиката. Ние живееме за тоа, живееме за аплаузот, живееме за емоциите на публиката. Кој што ние ги предизвикуваме кај нив и вие ни ја враќате кај нас. Не знам како да објаснам баш. Кој е најубав комплимент кој го имаш до сега, и слушнато, и доживеано, и кажано? Може да се присетиш. Стварно никој до сега не дошол да ми каже дека нешто не му се допаднало. Не знам дали, сигурно има. Не можеш на секого да му се допаднеш. Но претежно се воодушевувања и честитки за вакво. Сум имала до душа и примери каде што ме среќаваат на улица и ми кажуваат дека некоја представа им помогнала како во животот полесно да донесат одлуки. Мислам дека и во првиот подкаст зборувавме на таа тема. Да. И тоа е за мене фасцинантно. Јас не сум свесна додека играм представа, дека можам да пробудам кај тебе некакво решение за твојот живот. Да промениш нечиј живот. Да. Еве сега бегалка е страшна тема, која што можеби кај некој родител или кај некој дете ќе пробуди друг тип на реакција. Заради тоа што никој не бега од убаво, да. Секој бега, дали од општеството, дали надвор, дали од работа, дали по партнер, дали по љубов, дали по било што. Так. Никој не бега од добро, секој бега од стиснатост. Так. Имате ли, мислам, колку ви влијаат некои негативни коментари? За жал, општеството ни е такво какво што е. Има луѓе кои знаат, нели, негативно да искоментираат, но имате ли одредени притисоци во однос на тема на представа? А мислиш дали имаме забрани? Па забрани... Не смееш политичка драма? Не. Во таа смисла. Не. Се случува? Не. Сега во затоа што вие претежно обработувате, нели, теми во кои се засегнати и политичари, и бизнисмени, и Не, никогаш. Јас не памтам некој, нели, да дошол и да ми ги скритикува и да ми каже зошто на таа тема вие зборувате. Нашата работа е тоа. Да зборуваме отворено за проблеми. Имавме ние животинска фарма, работевме, значи политичка сатира, која што брка во окото на секој. Да. И на нас, како граѓани, и на политичарите, на врвот, на сите. Сите во тој период дојдоа да ја гледаат представата, што беа на функции. Никој
ништо. Не смее да каже. Так. Заради тоа што ние удараме со вистина. А може би тоа ќе промени кај тебе нешто. Кога ќе ја гледаш. Дали јас сум таков? Нели? Тоа е моќта на театарот, Да. на културата. Да. Затоа кажувам дека треба уште од мали да мали деца да ги негуваме, заради тоа што тие после растат и стануваат возрастна публика, Едуцирана, да. Кога сме кај едукацијата за генерално за целото општество во однос на тоа што значи да се биде актер и што значи да се биде дел од нели тие театарски штици. Кажи ми, ти си сепак женско и дали има, претпоставувам дека има предизвик да се биде женско во театарот и во однос на машките актери? Па добро, еве на пример јас кога решив да се запишам да станам актер, првото нешто татко ми кажа, не, тоа е многу тешка професија, особено за жена. Кај мене постоеше одма отпор нормално. И јас кажав не, или ова или ништо друго. Тоа е многу во право. Ја чувствуваш ли сега таа? Да, ама јас никогаш не сум се бавела со како другите ќе ме видат. Како ќе ме доживее другиот. Јас сум ја избрала оваа професија заради себе. А ако на некој не му се допаѓа јас тоа што го правам, слободно нека не доаѓа да ме гледа. Значи ние имаме нели блиски контакти со колеги, со партнери на сцена. Можеш да се шеташ по долна облека, па дури голи и секако, ме разбираш? Да, таа стигма се уште владе дека еве сега гола е на сцена и ама знаеш, не личи на жена така да биде. Ама тоа е моја работа. Тоа е моја работа, значи не знам како јас другачие да објаснам. Тој лик во тој момент се шета по прслук и по гаки, толку. А јас сум тоа. Ако не знам. Јас баш се смеев, еден режисер ми вика, ќе треба во представата да си подолна облека. И јас му викам, не ми значи ништо посебно. И он ме гледа као, не ти прави незгодно? И јас викам, не. Струмичката публика доаѓа да види каква боја на долен веш ке носам. Ме разбираш? Јас од друга страна професионалното од друга страна ги гледам. Не, стварно не го доживувам како проблем. Не го доживувам како проблем. Ни блиските контакти на сцена, ни голотија, ни ништо. Тоа е мојата работа. Секој еден човек живее живот. Секој еден лик живее живот. Так. Морам да се навратам на прашањето зошто играте на мала сцена. Тоа е нешто што и лично, нели, кога доаѓаме на представи, го дискутираме, гледаме постојано е полна малата сцена. И се прават, например, последната представа беше и се игра секој недела има представа. Да, и повеќе, по две представи. Сметате ли дека нема доволно публика за да се игра на голема сцена или има некој друг проблем кој ние како публика не го знаеме? Има многу проблеми самиот објект, реално. И малата сцена е многу поинтимна. Големата сцена е огромна кај нас. И собира негде околу 630 седишта. А 630 седишта ти да наполниш 2 пати во неделата е малце комплицирано. Голем предизвик, да. И тоа се многу изведби. Автоматски ни се намалува и бројот на изведби. И бројот, нели, време траењето на живење на представата. Значи, колку подолго време живее представата, толку е подобро за нас. Заради тоа што таа се развива се повеќе и повеќе. Од премиера до 10 изведби има многу разлика. Значи, ако јас дојдам во Мизантроп да ја гледам после месец дена, ќе ја доживеам поразлично за разлика од премиерното издание. Секако. Со самото тоа што е нова изведба, сега се случува, и со самото тоа што ние веќе сме одморени од таа тема, ја играме сега, во моментот. Не ти е константно во главата. Например, сега играм Сабајле, проба имам Ленче, вечер да играм Мизантроп, мене ќе ми биде како рефреш Мизантроп за ликот на Ленче.
Да, и ќе биде во перфектно издание. Да. Пак ќе кажам, вие сте секогаш во совршено издание. Јас може би сме и некако локал патриоти, но некако представите кои се изведуваат од вас, ми се најубави. Сум гледала, нели, и имате гостување од Прилеп, од Куманово сега знам дека има, но некако вас кога ве гледаме, мене лично ми е најубаво да е представата. Ве доживувам како најврвно да се случува нешто. Па го кажавме тоа, затоа и ти кажав, многу сум срекна дека така ме најави. Наша. И имаме ние струмичани да еден таков тип на локал патриотизам, моето, нашето. Да. Само колку си го цениме, чувствувате дека... мислам дека тука се цени. Мислам дека тука се цени. Што е со она дека не само за глумците, генерално и за секој оно кој прави нешто квалитетно во животот, треба да ни одадат признање надвор, па после да бидеме и тука признаени. Па да, го има тоа, ама... Го немате тоа чувство кај вас? Не знам, јас немам такво чувство. Кажи ми компарација, вие настапувате во живо, нели? Или глума во филм? Таа малце ми е подалечна тема мене како акт. Дали имаш желба некогаш да бидеш дел од некој филм? Не дека не, ама не сум ми нешто многу... Не ме тегне филмот толку многу. Може би дека не сум имала шанса да заиграм во некоја добра продукција. Иначе од тоа што го имам снимано до сега, тоа е многу малце. Бирам да не играм. Заради филмот е многу друга приказна. Филмот е бара едно друг тип на трпение. Врати пак, чекаш цел ден на сет за да снимаш одредено мала сцена од една минута. Сепак Анкица останува на таа магија. Не знам, јас сум за вистината сега во моментот. Тоа и од секогаш, јас сум се извинувам. Јас сум порасната во Струмичкиот театар и таму ми е мене магијата. Ќе те гледам уште многу на тие театарски. Дај Боже, до пензија. Па нека го направа театарот да се префрли, па барем на Боже, на поубави услови. Јас се надевам дека и претходниот подкаст спомнавме. Да. Еве сега повторно. 12 години поред спомнуваме. Тоа се спомнува, се надевам дека конечно некој нешто ќе покрене, за да бидете и вие таму и покомотни. Ма ќе си имаме дом, ние немаме дом, Мери. Да. Ние немаме дом. Да, го разговараме тоа многу години. И како медиуми, еве и јас, затоа ги правам овие подкасти, да се отворат прашања кои се од интерес, не се само за вас. И ние како публика сакаме да си имаме почесто представи, да гледаме убави представи, и нас да не биде на убаво. Да не ни е ладно кога гледаме представа. Јас за тоа многу пати кажувам, мене не ми се верува и сум многу благодарна на струмичката публика. Ама стварно поклон до земја. Ние сме научени во тие услови. Какво е такво е, нашо е, немаме друго моментално. Ама толку луѓе да доаѓаат и да не гледаат, тоа е фасцинантно. Јас многу ретко седнувам од другата страна да гледам представа. Најчесто сум нели во представата и кога ќе седнам јас ги гледам луѓето и неверојатно ми е. Тоа е многу голема љубов и почит кон нас очигледно. Да. Очигледно, значи што толкав број доаѓа во тие ладни простори или топли лето или било како во неуслови, значи стварно еве јавно им благодарам на сите што доаѓа. Да, тоа е резултат на вас, пак ќе кажем. Затоа што и ние доаѓаме да гледаме, затоа што има квалитетни представи. Да. Тоа е суштината. Ма вие ако не доаѓате, ние зошто ќе постоиме? Тоа е така да зависиме едни од други. Зависиме едни од други и треба да се почитуваме и да ги негуваме. Јас сум секогаш за тоа да се негуваат вредностите кои што ги имаме, кои ни се тука. Така ни живее јазикот, така живее традицијата, така живее државата. Кој е лик на кој Анкица најмногу го цени, го почитува како актер, како лик, идол? Мислиш на... Не знам. Јас
Не, Инспирација црпиш од не некој чезнеам, или на пример, како, да аха. бидам како некој. Дури не се споредувам ни со татко ми. Нели, многу мене ме споредува, тоа Така. автоматски доаѓа, ама јас не се споредувам со него, ниту он со мене Си нормално. играла улога со Да. таткото и мислам дека имавте една Имавме во една повеќе, представа. Да, и многу ми беше тешко. Ајде, Да. јас ќе кажав лесно. Не. Не. Зошто ти беше Па, тешко? Знае да секогаш можам критикува да го... тој? Да, многу често. Знае да биде критичен и фала му на тоа, заради тоа што не треба никој да те тапше по рамо. Мгм. Него треба да те билда да станеш подобар. Него ми беше многу тешко од аспект, се можам да тргнам од главата, ама дека ми си татко е многу тешко. Многу тешко. Првата улога, мислам првата представа заедничка, се тргнав у ќош и прекинав Знам проба. дека ве гледав на една представа, но Да. не знам која беше. Вртелешка. Аха. Хотел Палас. Ми имале представи во кои што играме многу малце заедно. Аха, но не сте Играме и директно, двајцата, не сме немате директни диалог, партнери. Да, аха. тоа ми е мене тешко, иначе нека сме заедно во представата. Ма сега многу одамна сакам, не дека не. Ама е многу Аха. тешка задача. Има колеги кои што немаат проблем со тоа да играат со родителите. Немам и јас проблем, него ми е Мгм. тешко. Има сопруг и сопруга? Има по театрите, да. Партнери, сопрузи, и децата им стануваат глумци. Цела фамилија на, Да. на театарски. Добро, тоа си е генни се тие, нели Да. се пренесуваат и нормално е ти да си со твојот татко заедно на сцена. Не ми каже идол. Сакаш да кажеш татко или не? Не сме се видели ни приватно, па немам темите. Многу теми имаме. Да, многу теми имам. Него идол, не знам, кога студирав на академија, има Билјана Беличанец, Бог да ја Мгм. прости. Е за мене врв актерка на македонското глумиште. Жена која што стварно ме инспирирала да одам да ги гледам представите по 15 пати. Една иста представа. И еве сега во моментот сежам, за жал, нели, не напушти, но единствено можам да кажам дека таа актерка е за мене најдобрата актерка во Македонија. Мислам, била. Мгм. Како би го опишала театарот со еден-два збора за тебе? Што значи? Вистина. Мгм. Ако Анкица не беше актер, што Мгм. друго би било? Ништо. Не знам што би била, сигурно нешто би смислила, ама тоа би била принудена на тоа. Иначе да бирам, ништо друго не би избрала. Ништо друго не би било јас. Еве за време на короната не работевме, нели ние, бевме затворени. Јас не бев доволно јас. Не бев доволно јас. Јас имав проблем. Ти не си ти ако не си актер. Да. Дефинитивно. Мгм. Заради тоа што ние зависиме и живееме за моментот, партнери едни со други, нели, колеги што сме, да си ја почувствуваме енергијата и живееме за вашата енергија, за публиката, за последниот резултат, Да. за тапшање на две раце. Ние за тоа живееме. За аплаузот на публиката. Да, дефинитивно. Не ми кажа интересна случка, некоја ситуација од театар. А тоа секогаш сакам да прашам некој. Не знам, има многу сега некои се закружување, некои не. Скршени столици, Да, па нешто падне од сцена. Она што ти направило, не знам, да се чувствуваш прво многу незгодно, ама на крајот од се нељубаво завршила представа. Да, ми се случи со дипломската представа, играме на Охридско лето и беше физички доста захтевна представа и масата ни се скрши во првите 2 минути од представата, а ние врз масата играме се. Значи, се прават салто врз маса, се лежи, се јаде, се. И се гледаме со колегата, а сме неискусни актери, значи диплом. Току што дипломирани, аха. И се гледаме. И јас му викам, и сега, приватно? И он ме гледа и ми вика, и сега? Затвори представата. Не. Представата се изигра брилијантно. Се деси кликка и двајцата и сега. Терај. И
си, не знам, он на таа страна, јас на таа страна се довикувавме. Тоа беше хаос, тотален хаос. Завршува представата, колеги актери што беа да ја гледаат представата, ни каже, како бе да не ли беше така направено? Толку ли добро сме се извадили, нас ми беше шокантно, барам мислиш дека некој од колегите ќе примети дека ќе му стане јасно дека има проблем. Да. Ствари, никој на крај не е приметил дека имало проблем, а тоа беше скандалозен проблем. Имало и такви уште многу, ама не знам. Да, тоа е врвот на вашата глума, јас би кажала. Да, или да се засмееш на сред сцена, посебно во комедиите. Да, се смеете некогаш? Да, например, таа Анкица, последната изvedба на стилист, смисли некој збор што не постои. Значи, тотално не постои. Беше она дебелата направена. Не, во Мизантроп. Во Мизантроп. Да, таму бевте врв. Да, одлично, таму игра Машка. Кажа некој збор што не ни постои во речник. И вие се смеете. Јас ја гледам и приватно, значи не можеш да се исконтролираш. Не можеш да се исконтролираш. Она се смее, сите се смеат. Кои ти се омилени, повеќе омилени, ајде да кажам, би играла повеќе комедија или некоја така драма. Сериозна. Драма. Комедијата. А види како личност, познавајките, одно ви кажала дека комедија. Не, јас не се доживувам за нешто многу комично. Не знам зашто. Јас така не се доживувам. Публиката си се смее ужива во секоја комедија што играм, ама јас така не се доживувам. Попатетична, драматична се доживувам, не знам. Таму драмата ми е позанимлива. Комедијата е многу тежок жар. Комедијата дури е потежок жар од драма. Нели? Точно е тоа кога кажуваат многу е потешко да насмееш 100 луѓе отколку да расплачеш. Во денешно време со овој бурен живот, распад на личности, многу е потешко да насмееш некој отколку да расплачеш. И вам ви е посебна чест кога нели комедија ќе биде успешно изведена и аплауси. Секоја улога. Јас на пример никогаш не правам разлика дали играм главна улога, мала улога, епизодна улога, мала, 2 реченици, 1, 101. За мене улога е улога, независно колкава е улогата. Посветеноста е иста. Так. Кажи ми сега само за крај, во подготовка е бегалка. Да ја најавиме бегалка. Да ја најавиме. Јас навистина сакам и еден краток осврт. Сите ја знаеме, нели, бегалка. Да, нема ништо да ви кажам за да се изненадите, заради тоа што сите ќе очекувате нешто очекувано, ама ќе видите нешто неочекувано. Нека ви да изненадуваме. Од бегалката, доста модерно, скроз контра од тоа што секој би се замислил за тоа дело, за бегалка. Значи ги повикувам сите гледачи, слушачи да дојдат на 27 на премиера, 26 исто генерална е пуштена во продажба, да ја посетат, да го посетат нашиот сајт Антон Панов, да си букираат карти, имаме онлайн, имаме билетарата работи од 1 до 8, до 20, тоест до 20 часот, значи мислам дека ќе биде многу пријатна изненада на струмичката публика од оваа представа. Скроз различно од до сега што е играно. Многу модерен пристап. Ке ни откриеш само што ќе игра Анкица, како улога или? Јас играм Ленче. Значи јас ќе бегам. Така, дојдете да видите како ќе избегам. Дали ќе избега? Ќе избега. Дали Ленче ќе избега? Значи, вака, започнавме со Селимена, Ружа, Сања. Сонја, завршуваме со Ленче од бегалка. Анкица, на мене ми е навистина мило. Секогаш ме мило кога се разговарам со тебе вака опуштено. Мислам дека и на гледачите им ја доловивме она Анкица приватно, каква е, што е и твоите ставови во однос на и на театар и твојата професионалност и се приватно што можевме нели да откриеме. Многу ти фала. Тебе ти благодарам. Вам и јас ќе ви препорачам, значи да бидете на 27-ми, кажавме така, ќе биде премиерата на бегалка и јас би препорачала секој еден да ја види, верувам дека ќе биде одлична представа. Ви благодарам на вниманието и се гледаме наредниот подкаст. Пријатно.
Фала ти.